Добро вечер, денеска е среда, 20 март. Јас сум Сашо Ордановски, редовен термин за печат на неделата, емисија во која што се обидуваме да сумираме нешто за последните 7 дена, 17 дена, 70 дена, зависи како ќе ни се погоди темата и гостинот. Вечерва со мене во студиото е господинот Никола Тодоров, човек со прилично големо политичко портфолио, бивши министар во две министерства, и тоа две големи државни, да кажем, министерства и за образование и за здравство. Бевте пратеник, бевте носител на пратеничка листа, бевте шеф на изборниот штаб на минатите избори, кај што вашата партија освои најголем предминатите се извинам, така е за парламентарните избори и така натаму. Ве побарав пред 2 недели и сакав тогаш да ми бидете гостин. Меѓутоа Мишко Ивановски од 24 беше побрз. Што ја правите помлади, побрзи, поинтелигентни, и се договоривме добро нека помине тоа интервју. Го одгледав со интерес тоа интервју. Мишко се обиде да ве прошета по сите теми, тоа одлично го направи. Мислам еден забавен, интересен разговор. Меѓутоа денеска ќе се обидеме да се надоградиме на некои од тие тези, да видиме и така натаму. Меѓутоа господине Тодоров, што и да кажам ја вечерва, што и да кажете вие вечерва, вашата партија ќе кажат што има сега он да се појавува пред избори, да не критикува и така натаму. Зошто настапувате сега овие денови, бидејќи реално партијата е влезена во некакви предизборни процеси, вас ви истера прилично грубо од партијата. Можете ли да објасните кој ви е сега политичкиот ангажман? Зашто баш сега сакате да говорите по телевизиите? Па сега немам некој политички ангажман, но во услови кога станува збор за одлуки или времења кои што несомнено можеме и мораме да ги окарактеризираме како историски, а сум имал прилично висока позиција и улога во последните 10 и повеќе години, чувствувам за обврска да дадам свој став или свое мислење за работите. Како стојат, што мислам дека е добро, што мислам дека не е добро, и на еден начин да помогнам да биде подобро. Јас без разлика што сум исклучен од ВМРО, јас се чувствувам ВМРО. Јас да бидам СДСМ не можам. Да, веројатно не се ни очекува. Да, ниту па некој очекува тоа од мене. А и не би ве примиле, предпоставам. Предпоставам дека не би ме ни примиле, ниту па јас би аплицирал. Така да јас никогаш не сум бил во друга партија. Секогаш сум бил само во ВМРО и ВМРО ќе си останам. И чувствувам за обврска во овие, би рекол, историски моменти уште еднашка, да дадам свој став, мислење и на еден начин, ако можам да помогнам, работите да бидат подобри. Да ве прашам веднаш, тоа значи дека вие сте расположени да се вратите во партијата, од што ќе зависи тоа, или сте дигнале раце од тој тип на ангажман? Па, јас решив да дигнам раце од тој тип на ангажман и се повлеков да се терам адвокатурата, како моја примарна професија. И мислам дека тоа позитивно влијаше на мене како човек. Поубаво ми е, вака како адвокат, многу по-слободно време, имаш викенд, имаш можност за семејството и така натаму. И тоа е позитивниот аспект. Но ете, некако политиката, дали е зависност, дали е нешто што ќе вака влезе во тебе, па те тера постојано да кажеш свој став или да излезеш со некое свое видување, можеби тоа е некој порив што го имам. Додека бевте на функција, бевте еден од оние кои што беа многу влијателни во кругот околу господинот Груевски. Важевте за многу самоуверен министар, човек и така. Тоа самоуверен е малку и како да кажем, да не кажем арогантен понекогаш и така натаму, но човек кој што кога ќе се зафатеше за некоја работа, одеше до целта, понекогаш и без многу грижа за тоа какви последици остава по околината, остварувајќи таа цел. Јас имам неколку пријатели, лекари и професори така натаму кои што за вас многу критички говорат. Сега гледам дека сте некако во една само авторефлективна позиција. Ве гледав и на интервју кај Мишко, веројатно и вечерва. Сега отворено говорите дека се направени грешки и дека треба да се оди понатаму да се признаат тие грешки. И ја имам пријатели доктори и тие ме критикувале. И денес како го разговараме, веројатно ја гледам поинаку на некои работи. Кога си министер, кога си на некоја позиција, сакаш нешто да направиш. И веруваш во тоа што го правиш. Затоа што ако не веруваш во тоа што го правиш, подобро не го ни почнувај. Сега, во некои работи сум верувал повеќе, во некои веруваш помалце. Но имаш и една генерална политика која што ја спроведуваш или веруваш дека треба да спроведеш. И тука се прават грешки. Сега од оваа дистанца, кога веќе не си во политика и кога ќе спласне целата прашина, можеш да видиш што си направил добро, што си направил лошо. И тоа што си направил лошо, мислам дека е подоблесно
за тоа што е многу лошо да се извиниш, а за тоа што не е толку лошо да го научиш како лекција да не се повтори, да не го повториш ти или други да не дозволиш да го повторат. Никогаш не сте звучале неинтелигентно, тоа мора да ви се признае, се разбира дека и вечерва ќе биде тоа така, меѓутоа во втората половина од владењето на вашата партија во изминатите 10-11 години колку што бевте на власт, навистина ние кои што ја критикувавме владата, таа влада на Груевски и целиот тој систем кој тој го воспоставуваше, навистина имаше голем дефицит на демократија. Имавте ли во самата партија, во самиот кабинет разговори или и таму беа загушени, придушени тие разговори? Не, однапор така изгледа. ВМРО е огромна партија. И има еден историски, би рекол, контекст тука, кој што не дозволува многу работи да искочат надвор од ВМРО, тоа се смета како некое предавство или нешто што ќе наштети прилично тврди оценки, мислам, за некаков диалог. Да, но одговорот на вашето прашање е да. Внатре секогаш имало дебата, имало различни мислења, имало различни ставови, некогаш било прифатено, некогаш тоа не било прифатено, но не можам да кажам дека внатре немало дебата. Напротив. Например, за големиве проекти и од вашите ресори и гледам разговарате за Скопје 2014 така натаму, имало спротивставени ставови? Да. На крај сепак Груевски решавал за сите работи? Не, некогаш сме решавали заедно, некогаш од нешто и ќе се повлечел, некогаш нешто ќе се модифицирало, а некогаш ќе сме се сложили или немало да успееме да го одговорноста да превагне сите, нашето. предпоставувам. Нормално е тоа. Значи не може да биде одговорен само еден човек, така? Првиот секогаш е најодговорен, така? Но и сите други што сме биле таму, носиме дел од одговорноста. Можеме да кажеме дека носиме дел од добрите работи што се направени, веројатно сме придонеле за многу добри нема работи. власт која не прави добри така? работи, тоа Но сигурно. не може ние да се екскулпираме од одговорност и да кажеме ја не сум од тука или сум бил не знам каде. Да ве прашам, како ја доживеавте одлуката? Видите, вас сепак ве шутна како куфер без драчка од партијата. Мислам, без многу дебата, без многу, да кажем, можност да евентуално ги кажете вашите позиции. Ве споија со Мијалков, исто така еден контекст кој што предпоставувам дека па се разбира дека е намерно, не може поинаку и така натаму. Што мислите дека се крие за таа одлука на сегашно раководство на партијата? Бидејќи колку што знам, вие и со Мицковски сте имале добри односи, коректни. Ја во основа не сум се скарал со него и навистина ме изненади одлуката да ме исличат од партијата, имајќи преди дека ја застапував став во рамки на ставот на партијата. Ставот на партијата го за референдум, па тоа беше причината. Ставот на партијата за референдумот беше кој како сака така да постапи. Да си го послуша срцето. Јас и тогаш излегов јавно и кажав дека бојкот не е добра опција, дека ќе донесе лошо за ВМРО и на краток рок и на среден рок, дека не може партија која што толку години наназад зборела за референдум, практично ние сме го поставиле ова прашање дека треба да биде на референдум одлучено или не можеме да кажам сме го измислиле, ама еве ние како политика сме го барале и после толку години кога дошло време некоја друга влада да го одлучи тоа прашање, ние да викаме не може референдум сега. И затоа мојот став беше дека е подобро да се излезе, да се гласа. И мојот став беше да не се гласа против, туку да има протестно гласање, затоа што не можеме ние да бидеме против ЕУ и НАТО. Како смее ВМРО да биде против ЕУ и НАТО кога ВМРО е произлезена како партија која што се борела против комунизмот, условно кажано. Така, една демократска партија, тоа е идејата на ВМРО. Тоа што е конзервативно е друго. Така, на основата на ВМРО е борбата против едноумието. И сега ВМРО стратешка определба основно е влез во ЕУ и НАТО и не можеме да бидеме против. Добро, сепак се случи така да ВМРО ДПМН заради својата политичка одлука остане практично на страна од тој крупен сигнификантен историски процес за Македонија. И по мене тоа беше грешка. Македонија да влезе во НАТО, а на тоа да не се пречека со аплаус од ВМРО, па дури да не кажам и со некаква заедничка прослава, бидејќи тоа не е само на СДСМ, тоа е сепак за граѓаните на Македонија. Мислам дека ВМРО го поздрави. Да, го поздрави, ама го поздрави со толку многу резерви, со толку многу обиди да не се случи тоа, што на крај некако дојде се тоа како прилично бледо. Како тоа ќе го рехабилитира самото ВМРО? Што останува како можност да се рехабилитира? Сега ќе поминеме на Преспанскиот договор и на што тоа значи за еднината и така. Меѓутоа овој став како ќе остане забележан па и во вашата партиска историја? Па, ќе остане забележан дека и може некој да го толкува дека во некој момент историски ВМРО ДПМН е застанала на
не баш толку исправната страна на историјата. Зошто И се некој случи така така, кажете ми? може тоа да го Персонална е таа одлука на раководството на Мицковски или е сепак под нечие влијание? Мислам дека тоа е одлука на раководството. Под чие влијание не знам, бидејќи не сум учествувал во носењето на таа А одлука. водевте дебата за тоа, барем, макар и на приватно ниво, и вие барем додека не ве случија и така, или немаше ни дебата? Видете, во тоа време јас и не бев толку активен во партијата. Бев трнат на страна, немав никаква функција, никаква позиција, ниту па сакав да имам и не бев вклучен во тие дебати. Но во секој случај се обидов со луѓе во што ги познавам, така со кои што имам комуникација, да влијам да не се направи таква стратешка грешка и ВМРО да биде носител на бојкотот. И мислам дека тоа ќе си го носи ВМРО подолг период и како што кажавте, ќе треба еден период на рехабилитација за тоа да помине, да се заборави. Но за тоа да се случи треба прво сериозно да се промени вордингот, да се промени пристапот и да се начинот на промени комуникација. раководството или може тоа раководство на партијата да го направи, да го Па, спроведе? мислам дека ако не успее раководството да фати приклучок во целата оваа поголема приказна, мислам дека на крај ќе се промени раководството. Препознавате напори за фаќање приклучок? Па гледам, еве, одат на ИПП, во Брисел, остваруваат средби со меѓународни, со членови на меѓународна заедница, пробуваат веројатно малку да ги изгладат односите. Што ќе биде по вас позицијата на ВМРО денеска во Брисел? Тие денеска беа во Брисел, присуствува на ИПП, меѓутоа имаат контакти со високи представници на Европската унија, редовно и така натаму, тоа е се во ред. Таму се знае кој е ставот на меѓународната заедница и кон Преспански договор, и кон процесот за проширување Европска унија, НАТО и така натаму. Како цела Европа и цел свет го поздравува Преспанскиот договор. Да? Значи нема некој што не го поздравува или не го признава. Да. Дури гледам се и Русија. И Русија го призна, се разбира, со нота. Со нота. Значи, кој е тоа почетна позиција, мислам дека ако водиш партија или така која претендира да биде владеачка партија, утре да стане премиер, мораш тие работи да ги препознаеш. И од тие информации јас што ги имам е дека обично и кога се разговара со странци и така натаму, се алудира на тоа дека договорот е завршена работа. Сега тоа е она што мислите од страна на ВМРО се алудира дека е договорот завршен работа. Не може да не го сватиле тоа. Така? Затоа што може да се направи? Сега ако се среќаваат со странците, со представници на меѓународна заедница, со дипломати, со лидери, државници и кажуваат дека разбираат дека е тоа завршена работа, а од друга страна дома кажуваат дека договорот ќе се ревидира, ќе го оставиме прашањето отворено или ќе го поништиме. Дури тоа е, гледам и на изборнава кампања, една од главните тези. Точно, преовлада тоа. Тоа е една во најмала рака неконзистентност, некој може да каже дури и хипокризија. Ја би рекол дури и недостаток на храброст. Зашто? Ако сте решиле вие како партија да го поништите тој договор, треба да доволно храбри и на представниците од меѓународна заедница во очи да им речете ние кога ќе дојдеме ќе го поништиме тој договор. И обратно, ако сте решиле или сте сватиле дека тој договор е завршена работа, треба на граѓаните дома да им објасните дека договорот е завршена работа и дека од догледно време не може да се ревидира. Што е погресно, да се излажат странците или домашната јавност? Бидејќи очигледно не може на двете столчиња да се седи истовремено. Да излажеш е најлесно, ама нема више глуп човек никаде. Ќе ве фатат многу лесно. Значи и дома и надвор. Да. Надвор го губиш образот и дома го губиш образот. И тоа не на среден рок, на краток рок е лоша политика. И затоа во една таква ситуација ВМРО мислам дека треба да излезе со еден таков став и да каже, видете, дури ако сака може да искритикува. Сега мислите за време на кампањава? Па и за време на кампањата. Зашто да не? И да каже, договорот е завршена работа. Договорот е дело на СДСМ, ние не сме учествували у тоа, нека го понесе целиот товар на договорот СДСМ, но мораме да ви кажеме дека дури и ние да доеме на власт, не можеме да го смениме договорот. Па добро, ма тие избра председателска кандидатка професорката Силјановска Давкова, која практично едно од суштинските работи е тоа дека кога би постанала председател на Македонија дека ќе се зафати со менување на договорот. Ај малце една хипотеза да постави или една хипотетичка ситуација. Еве, на председателските избори победува ВМРО, има предвремени парламентарни, победува и на предвремени парламентарни. Храбра е хипотезата, ама да речеме да ја поставиме. Многу храбра е хипотеза. Што ќе направи? Како ќе го поништи договорот? Па ќе треба да се фати со поништување на договорот. Треба да има 80 пратеника. Можно ли тоа? Многу малце веројатно.
Било која партија. Да, Не само тоа би било наистина неверојатно. ВМРО најака кога било, сме доаѓале 6-1, 6-2, 6-3. Македонскиот политички систем е таков што невозможно е да се доведе. Невозможно. Освен во некакви исклучителни ситуации, ама тоа не се овие сега. Не се овие сега. Еве, јас ќе одам уште подалеку со гимнастиката на умот. И ќе речам ВМРО има 80 пратеника. Добро. Ќе го поништи ли договорот? Не знам, ќе го поништили договорот. Или, ако па тргне да го поништи договорот, кои ќе бидат реперкусиите? Па ќе бидат изолирани, веројатно, заедно со државата, бидејќи во тој случај би ја водели и веројатно држава. прво ќе ни укинат визната либерализација, ќе не можеме да мрднеме никаде од државата, така после веројатно предпристапната помош, буџетските поддршки, Што милион други. Што е вашиот впечаток во партијата, бидејќи сепак одржувате, предпоставувам, односи со разни нивои луѓе таму и така натаму. Јасно ли има ова на нивова математика? На многу луѓе им јасно. На многу луѓе, скоро со сите луѓе со кои што комуницирам, а се сепак искусни луѓе во политиката, дали се пратеници, дали се поранешни пратеници или поранешни функционери, градоначалници, ја разбираат работа. Некои викаат, не можеме да ја кажеме, не знам, ќе изгубиме гласови или тоа ќе влие на нашето членство. Јас не согласам со тоа. Ја мислам дека е секогаш подобро. Гласови секако ќе изгубите на таа платформа. Прашање е дали не вреди некои гласови да се изгубат. Тоа е прашање. Тоа ми е поентата. Јас мислам дека и да изгубиме ние определен број на гласови, ако ја кажеш вистината и ако реалноста ја презентираш, не на среден рок, дури и на краток рок, ќе имаш можност да добиеш многу повеќе гласови од другата страна. Затоа што по која смисла? Искреноста секогаш повеќе се цени. Можеби некој што е малце порадикален, некој што помалце може да го разбере поширокиот контекст, на прва ќе реагира многу лошо. Но или некои ултрарадикални структури и така натаму. Но оние луѓе кои што не им е мило, што е и мене не ми е мило што е променето името. Па веројатно на никого. Да. И сега не му е мило. Мило му е да слушне дека ќе се врати името. Така. Ама тој што е интелигентен, што малце повеќе разбира, сваќа дека тоа сега во овој момент, а веројатно и во догледен период, нема да биде возможно. Гледайте, вие поставите една хипотеза, се јас ви поставам една хипотеза во оваа смисла. Зошто ВМРО ДПМН инсистира да се занимава со тие десетина илјади крајно радикални гласови кои што гласаат на оваа платформа која вие ја објаснувате? Зошто на една под предпоставка центристичка партија и треба ова одење се повеќе во десно? И зошто е таа амбиција да се откажат од, да речеме, некакви 100-200 илјади, да речеме, неопределени гласачи, кои со една центристичка платформа можеби би можеле да рефлектираат на некој од нив, а се утепаат да отидат и да ги фатат, да им го фатат местото на сите овие кои што сега да не ги именуваме, знаеме за кого станува збор и така натаму. Што е таа, зашто е тоа all around партија? Зашто е тоа неопходност да се задоволат сите? Обично во политиката се обидувате сите да ги задоволите, на крај не успева тој план. Точно. Тоа го разбираате ли во вашата партија? Во политиката можеш да шириш многу, веројатно кога си владеачка партија. И тогаш треба повеќе да шириш. Да, чадорот е голем. Чадорот е малце поголем. Но во секој случај и тогаш треба да си останеш доследен на стратешките определби и на основната доктрина на партијата. Не може основната доктрина на ВМРО ДПМН никогаш да биде крајно десна партија. Ако вие правите излети кон крајно десно, тоа ќе ви судири од глава. Оти анализата покажува дека наспроти вашава хипотеза за голема победа и така натаму, доколку се случи ВМРО да ги изгуби претседателските избори, па потоа и некакви идни парламентарни, дека тогаш запрво ќе отиде уште подесно. Дека ќе зафати позицијата на некаква златна зора у Македонија. Не, не може да се случи. ВМРО е сепак голема партија. Има Ама тоа се случи со Ѓорѓи Иванов се случи. Отиде толку десно што на крај не може да се врати веќе во центар. Тој, мислам, како што го гледам, ака по профилот може да биде нов кандидат за претседател на ВМРО да помене во некаква перспектива. Не верувам дека би бил нов кандидат за претседател на ВМРО, но тоа би било суштинска грешка на ВМРО. Идење уште повеќе десно. Екстремната десница треба да се остави на друга партија. ВМРО не треба да ја гушка екстремната десница никогаш. ВМРО мора да биде модерна,
европска центар десна партија. Како да се стигне до тоа? Бидејќи ви разни соговорници ми го раскажуваат тоа. Овде кај што вие седите и во овие наши студија, седеле практично сите представници од реформаторите, седеле сите представници од ВМРО ДПМН, што е право, барем тие што прифатиле да дојдат и така натаму сите биле поканети. Како да се дојде до модерна центристичка конзервативна центар десна партија? Што значи тоа? Што треба да се направи во партијата? Прво, треба да се направи промена во статутот. Прва работа што треба да се направи. направи. Тој процес гледаме е многу закочен. Нешто се најавуваше и тоа се веќе не постои. Да, закочен. Прво треба да се направи промена во статутот. Што да се смени во статутот? Прво треба да се ограничи мандатот на лидерот на партијата. ВМРО е таква партија да ако лидерот на партија на ВМРО нема ограничен мандат, некако може мокта да се го направи своето царистички и да отидеме во некој друг непожелен правец. Па мене да ме прашате тоа, во сите партии би требало да се ограничи мандат. Јас сега се изборам за мојата партија. Можете да го објасните тоа повеќе како да се ограничи мандат? 2 мандати, мислите време траењето да се максимум 8 години, без право на кандидирање за трет мандат. Американскиот систем председателски. Седмата година треба да почне процедура за избор на нов председател. Треба да трае од 9 месеци до 1 година процедурата. Да ве прашам, тоа сте ми го предложиле на Груевски на времето или ова ви е идеја постгруевистичка? Не. Ова сум го зборил и претходно, го имав овој став, можеме и за тоа да збориме. Па не, тоа е занимливо, бидејќи гледам дека тоа е една идеја која подолго време и сум ја во јавноста многу пати сум ја представил, не е прв пат. Не мислам дека ќе најдете многу председатели на партии кои ќе се согласат за овој концепт, особено кога се на врвот на моќта. Кој сака да си оди кога е на врвот на моќта? Ама тогаш не е добро да си одиш. Ама тоа е обично од кога ќе паднеш од власт го гледаш тоа. Ај паралела со фудбал да направиме, видите Зидан што направи. Зидан освои све, си замина. Па го викнаа назад, бидејќи така е една проста паралела, така. Добро, значи 2 мандати по 4 години. 2 мандати по 4 години. Седмата година почнува процедура за избор на председател. Широк број, поголем број на делегати. Што значи тоа? Вие сега имате 600 или колку имате? 600 делегати, тоа е малце. За токава партија тоа е малце. За оваа земја е малку 600 делегати? Да. Колку мислите дека треба? За оваа земја, па мислам дека за оваа земја. За оваа партија како ВМРО да Добро, ама бројките се тие во држава. Огромен број на членови. 600 делегати се недоволни. Не го одразуваат, не го одразуваат. Прво мислам дека треба да бидат над 1000. Но бројката и не е значена. Битно е кој ги бира. Не е најзначено. Битно е најзначено кој ги бира. Па се разбира. Ако имаме ние систем во кој што председателот на партијата или раководството ги поставуваат делегатите, а делегатите го бираат раководството, тогаш нема баш демократски избор. Искрено да ви кажам, вие вашиот председателски кандидат, вашата партија бивша го избра и со 80 и кусур гласа, овиот СДСМ 100-0 го избра Пендаровски, така што тоа е една ситуација која веројатно важи за сите партии. Сите сакаат да гласаат монолитно. Добро, значи да се зголеми робува на недемократските партии. Да, и сега дека ние не ги демократизираме, јас изборам сега за ВМРО, пошто тука ме боли. Јас сакам ВМРО да иде напред. Знам Тодоров, ама бете многу висок функционер и сега како да не сакам да зборам за СДСМ. Јас сакам ВМРО да иде напред. И мислам дека ако ВМРО е првата партија што ќе направи вакви чекори, која што силно ќе се демократизира, ќе направи систем на контрола, на кочници и контрола, во самата партија, ќе ја лимитира моќта на председателот, нема да овозможи избор на претходниот председател веднаш за почесен председател, и тоа е многу значено. Зашто? Зашто во таква ситуација имате или почесниот председател оценка ја раководи партијата, е всушност председателот, или настанува судир меѓу почесниот председател и новиот председател, и тогаш доаѓаме до подела на партијата. Ни едното, ни другото не е добро. И следно мислам дека треба да се даде малку поголема улога на женската организација. Тоа што го имаме направено во парламентот. Што значи тоа на женската бројот на задолжителен број? Да се гарантира задолжителна квота. Да. Тоа е една позитивна дискриминација. Мислам дека бидејќи гледате, вашата партија не се прослави по тој тип на суптилитети околу давање права на вие напротив сте прилично конзервативна една структура, па од арбова, не значи дека и жените не може да имаат конзервативни вредности, напротив. Да, треба прво да имаат позиција и шанса да дојдат да искажат вредностите. Тоа е добро за државата.
секаде се бориме нели за джендер баланс. Ако сме успеале во парламентот да успееме и меѓу Што началниците. сакате 50-50 да биде, колку што има мажи, толку жени, како Не мора да биде таков клjuč, но треба да се промовира тој стандард за што е можно поголем број на жени да се вклучат. Ако- И она што ми е најважно, Чекайте, за жени ми е интересно, се извинувам, ќе дојдеме и до следното. Фаќам го еден субтилитет дека мислите ка жените малку ќе омекнат Да. некако, како да кажеме, на крутост која постои кај ВМРО ДПМН? Мислам, Тоа е заднината на ова што и во политичка и во, ако сакате, вредност на општа смисла? да, од една страна, од друга страна, не мислам дека жените се нешто помалку од мажите и не може да имаат истата позиција што имаат и мажите. Само тоа треба ние да им го видовте ли дозволиме, слога- зашто во политиката е помалку жени се вклучуваат, сепак друга работа се гледа, така? И веројатно ако во собрание сме решиле да имаме определена квота и мора да се запази таа Го квота. видите и слоганот на Гордана Силјановска за избориве. Вели, Гордана Силјановска како прва жена ќе се бори машки на следните претседателски избори. Дури во слоганот не може да се ослободат од тој тип на пристап у кој што само машкоста мора да превладува, оти не можеш да бидеш патриот ако си жена, мислам, тоа претпоставаме така. Вие заговарате Ја не согласувам со тоа, Да, не знам. знам, ама вашава партија, вие заговарате промени кои се прилично радикални за оваа состојба на умот во која се наоѓа ВМРО ДПМН. Не сум сигурен дали сте реален околу тоа дека мислите дека се ова справедливи промени. Справедливи се. На кое ниво? Справедливи се. Ај прво завршете ми ја тезата, бидејќи велите има уште нешто. И најважната работа, што не ја кажав, ВМРО ДПМН мора да направи нова доктрина. Нова доктрина, Да, политичка. нова политичка доктрина. Зашто? Мислам дека ВМРО ДПМН некако односно раководството на ВМРО ДПМН е некако заглавено во историјата. Не, некако секако е заглавено. Ние наместо да бидеме заглавени во историјата, ние треба да одиме во иднината. И ние треба да направиме нова политичка доктрина која што не е базирана на историјата, него е базирана на иднината. И во овој контекст кој што го имаме денеска, Македонија е пред вратите на НАТО, више така тргна тој процес. Дај Боже да добиеме датум за преговори во јуни, да тргне и тој процес. И имаме еден комплетно нов политички контекст. Ве слушам, господин Тодоров, но гледайте. Само до пред 2 години спроведувавте еден толку високо количество на историја во партијата. Како да кажем, не доктрина, тук супер доктрина. Од музеи, од барокни стилови, од пречитувања, до се вративте до оној со ножот, кажете го, како се каже, што го дигнате. И што добивме тоа? Па не знам што добивте од тоа, јас бев еден од тие што се спротивставуваше на тоа, но партијата ми се чини дека е толку заглавена во тој наратив. Вие погледнете си ги комитските вечери, добро, јас немам ништо против, секоја партија има потреба од некаква Кога своја зборам динамика. јас да не бидеме заглавени во историјата, не значи да ја избришеме историјата Се и да ја разбира, заборавиме. се разбира, Значи да не бидам сватен погрешно. Таја сега де Комитските факто вечери се традиција. Што се прават? И тоа не е лоша традиција, тоа е добра традиција. Ја преселивте во активната политика таа традиција. Така мене ми се чини, бидејќи и речникот за предавствата е од историјата поземен. Овој тип на речници... Тоа е нешто друго. Тоа е нешто друго. Вордингот, начинот на функционирање Добро. И така натаму. Гледам дека... Видите, тие, ако се вратиме во историјата, да се вратиме на тие историски ликови на кои што се конеме и крстиме, така е, на Гоце Делчев и на Даме Груев. Сите тие биле визионери. Тие сакале да направат република во време кога сите околу биле монархии. Тие биле пред времето. Не можеме ние да се вратиме назад, да живееме во нивното време и да бидеме назадни. Ние мора да сме напредни. И тоа е една нова доктрина која што мора ВМРО ДПМН да ја постави во овој контекст. Како? Сега. Како? Реално. Како, кажете ми, како е? Ова е убаво, настапувате на телевизија, ќе бидете кај мене, ќе одидете за 2 недели кај некој друг и така натаму. Како тоа да се постигне во оваа партија? Тоа треба да го потегне раководството. Без раководство тоа не е возможно. А ако ова раководство има сила да направи ваква радикална трансформација, позитивна, радикална, но позитивна трансформација на партијата и успее да изработи нова политичка доктрина во овој контекст, модерна, ориентирана кон иднината, тогаш ќе има успех. Ако не,
ќе има неуспех. Ако не, ќе биде ова што јас ви го предложив, дека ако ги изгубат изборите, ќе отидат уште подесно. Ќе отидат во наративи за бойкотирање, ќе отидат во наративи за протести, ова сега што го слушаме, режими, крвавите раци, овој стигна до нирнбергшки процеси и така натаму, тоа е едно заглавување уште подлабоко во таа кал на историцизам. Процес му беше тешка грешка и мислам дека... мислам дека он свесен за тоа. Но требаше да реагира. Да. Во таква ситуација. Задоцни со извинувањето евентуално, од кога веќе го прозва и така натаму. Требаше по што се случува со реформските струи? Може и лапсус да му било. Да, се случува. Во ред, непријатен лапсус но во секој случај за тоа се реагира брзо, без компромис, извинување и се оди понатаму. Ние никако тоа во нашата политика, иначе македонска и во вашето време, немавме тој тип на извинување. Кога се правеа грешки, се оправдуваа. Што се случува со реформските струи во партијата? Тие тргнаа прилично амбициозно, Мицкоски ветуваше дека ќе ги прифати, статутот еве го само што не е влезен во процедура, у фиока мие, чекате клучот кај и така натаму. Ги прифати, ама заедно мене кога ми избрка и нив ги смени. И не знам колку се сега, не знам колку се сега во партијата да можат ова да го поддржат, да го покренат како дискусија. Релевантност не знам дали имаат, а дали се присутни се веројатно, а дека ова може да го изгураат, не можат. Ова може да го протурка само лидерот. Да, во ВМРО... Зашто? Зашто себе си треба да се ограничи. Да. Така? Во ВМРО има барем една среќна околност што лидерот е толку силен секогаш и по дефиниција е најмоćниот човек. Во секоја партија претпоставувам. Во секоја партија така. Во ВМРО особено, така што кога би решил, би го преживеал Мицкоски овој, да кажем, наратив да тргне во оваа реформа, ти не е исклучено дека ќе му се дигнат таму и друг тип на струи во партијата. Може би таа калкулација е обратно. Ја мислам дека овој начин на сегашно функционирање тешко ќе го преживе. А ако одлучи да направи подлабинска реформа, интелигентна, ориентирана кон иднината, имајќи го предвид контекстот, повторно кажувам, тогаш може да направи позитивна работа и за себе и за партијата. Во ова студио Мицкоски ми рече дека тие се надеваат на 500.000 гласови на изборите. Добро, јас разбирам дека председател на партија нема да каже 200.000, се разбира дека малку ќе претера. Но што мислите, кој е реалниот капацитет на ВМРО ДПМН и кој е, затоа што следното прашање ми е, да кажем, кој е минимумот на гласовите кој што треба да го освои Мицкоски, бидејќи ова сепак негова кандидатка и ова е сепак и негова кампања. Кампањата се води помеѓу него и Заев, односно помеѓу ВМРО и Заев, дури не СДСМ, туку и Заев. Кој е тој некаков минимум на гласови што треба да го освои за да не се проблематизира неговата улога во партијата понатаму? Имате некаква цифра или некаква проекција? Видите, пошто кандидатката е негова, убаво. Така беше избрана и претпоставуваме во сите партии така. Сега да не кажам само ВМРО така. Да не биде сега он си го е одбрал негова, другите. Овој пат во СДСМ имаше еден избалансирана понуда на кандидати, на крај Заев пресече, но мислам дека до последен момент беше тоа неизвестно како ќе биде. Кандидати, тоа е точно. Видите, Мицковски ја зема партијата со некаде околу 340.000 гласови. Значи, све што е под тоа е тешка катастрофа. Околу тоа е катастрофа. Значи, нема додадена вредност. Зошто е катастрофа? Нема додадена вредност. Мислите дека има можност за додадена вредност? Сега ве ставаме во позиција да ја оцените работата на власта, бидејќи претпоставувам дека е таа критичка позиција. Лидерот, менаџерот, директорот, никој тоа не го прашува. Ако вас ве стават менаџер во некоја фирма и таа фирма имала определено пазарно учество, ако вие имате после 2 години исто пазарно учество, а сте требале да зголемите, не ве прашуваат дали сте имале можност или не сте имале можност. Вие сте се нафатиле за тоа, сте морале да имате план како тоа да го направите и ако е така, одговорноста е ваша. Така. Значи, ако има над 400.000 гласови, тогаш е веќе сериозна бројка и тогаш можеме да кажеме дека не само што се легитимирал како лидер на ВМРО, туку на еден начин тоа ќе ги и оправда неговите позиции. Да. Вие сте еден од ретките од ВМРО кој што, да речем, на извесен начин излегува со јасен став за 27 април. Јас не успевам, имав и разговори со Мицковски, со други функционери, колегите и така натаму. Зошто е тој отпор да се каже една јасна осуда за насилствата што се случија на 27 април? Зошто е таа потреба да се брани, па дури сега во тоа
приказна ја вовлекуваат и кандидаткава која сега ја вовлекуваат, не е жената несвесна што прави. Да. Сепак е таа кандидат за председател на држава. Уставен нели професори и бивши министри и така натаму. Да. Но зошто им треба ова инсистирање на тоа дека се работи за неправда, за не знам сега да не ги повторувам, за судењава дека биле политички прогони и така натаму. Како може да се надмине ВМРО самата себе и да каже, слушайте, таму каде што луѓе со легитимација влегуваат да тепаат или гледаат тепања, не превзимаат ништо, дека е тоа за осуда? Па не е ни важно што е поводот. Поводот може да го толкуваме. Зошто е тој проблем во партијата? Какви се овие радикални, да кажем, струи се задоволуваат? Во тешка позиција се ВМРО тука. Тука имаат многу помал маневар. Добро. Првиот ден после настаните од 27 април, се сеќавам добро, премиер беше Емил Димитриев, јас бев вице-премиер тогаш. Заедно јас и он излегавме да го осудиме. И реално... Па дури и Груевски во 4 сабајле пушти некакво соопштение од Виена. Да, сега зборам од аспект на влада. Груевски исто ги осуди. Да. Тоа што се случи на 27 април беше тешка катастрофа за земјата. Значи, и начинот на кој што беше избран председателот на собрание, но уште повеќе насилството што се случи, потоа беа недозволени работи. Значи, дали едното го предизвикало другото, дали било таква тензија, дали тоа било долго време набивана атмосфера па експлодирала, многу непријатно и многу незгодно, но мислам дека на 27 април многу мал се фалеше да ја загубиме државата. Свесни сме за тоа. Многу мал се фалеше. И јас сум среќен што прво немаше никој убиен, немаше жртва. Да, тоа е секако тоа е околност. Така е. Прва основна работа. Второ, тоа треба да биде поука, никогаш повторно такво нешто да не се случи. А за тоа се направи, треба да се вратиме назад и да ги видиме суштинските проблеми во државата. Мислам дека гледањето на изборите, односно на останувањето во влада, како на борба на живот или смрт, доведува до вакви работи. Така е. И тоа мораме некако да го решиме. Дали причина за тоа е тоа што секогаш кога се менува влада, пола претходна влада е затворена. Или голем дел од функционерите. Може би тоа е една од причините. Дај да видиме дали е тоа така. Ако е тоа така, дај да најдеме решение за тој проблем. Функционирање на судството за време додека влада е владата. Тоа е било прво. Најчистото решение, нормално. Второ. Активен министер да отиде у затвор за корупција. Тоа е борба против корупција. А да не чекаме да падне па потоа да го осудиме. И втора работа, ајде заедно сите да креираме на механизам кој што ќе превенира колку е можно повеќе корупција или кој што ќе превенира колку е можно повеќе злоупотреба на положбата. Ми правите вовед во прашањето кое секако следуваше. Вие ги водевте преговорите во Пржи. Да. Како резултат на тие преговори е смислен концептот избран и така натаму на СЈО. Сега гледаме едно жестоко спротивставување на мандатот и персоналниот состав на СЈО од страна на опозицијата. Што е вашиот став? Што треба да се случи со СЈО? Бидејќи сепак работа 3 години, произведоа случаи за кои што претко кој мислеше дека ќе има барем на ниво на количина, сега ние не можеме, вие сте и правник и така натаму, претпоставуваме имате свој став околу квалитетот на тие случаи, но луѓето испорачаа еден квантум на работа за кој беа инаку поставени и именувани. Какво е вашиот став за сега продолжувањето? Вака сега. Јас директно учествував во преговорите и за СЈО, меѓу другото, и сум сведок на тие настани, современик. Знам точно све што се случи. Да. И како дојде до формирањето на СЈО. Тоа беше еден многу тежок процес. Значи, рекордот ни беше 27 часа преговарање без престан. Ама стимале вода и леп. Тоа било погрешка. Во 10 влеговме, утре дента у 1 сат, мислам, излегов. И Заев и Груевски беа присутни или они доаѓаа? Они доаѓаа и одеа. Значи, 26-7 сати без престан. Тоа беше многу тежок процес, но на крај резултираше со компромисно решение, прифатено од сите. Да. Како и да е, повторно, мислам дека треба да биде компромисно решение. И повторно треба да биде прифатено од сите. Затоа што така е створено, така
така треба и да продолжи. Вашиот став кој е, да ве прашам? Како компромисно Поред, решение. го разбирам процесот, вака звучи логично и така натаму би било најдобро да е можно. Тоа веројатно предпоставува повторна активна улога на странците, повторно медијаторство и така натаму. Што е вашиот став за сега? И многу преговори. Добро, тоа ми е јасно, ама времево е кратко, гледам дека се брза пред датуми, едните викат не интересира датуми, не интересира квалитет, Брисел вика, видите, без ова шанса за отварање преговори нема и така натаму. Што е вашиот став, ме прашувам? Мислам дека сега ќе остане. Ако тоа ни е одредница за отварање на преговори, ако тоа ни е услов за продолжување по европскиот пат, а ние претходно направивме една далеку потешка отстапка, промена, така. Ова е тешка работа, повторно, претпоставувам, за да се најде консензус, но на крај мислам дека сега ќе остане. Веројатно ќе биде некое решение во рамки на обвинителство, како тоа ќе се изведе сега, тоа се детали и тука не би навлегувал. Сте во политиката. Обично, знаете како е во политиката. Првиот предлог што ќе го биете е секогаш најдобар. Кој ќе почнете да го ситните, да го преговарате, на крај могите на крајот процесот за првиот преглед, а веќе е невозможен да се постигне. Зашто ако е тоа? Па зашто ако е тоа така веднаш не се направи договор да тоа остане и да се смести во некаков. Зошто би требало долги преговори кога вие сте свесен дека тоа воопшто во тек што преговараат и не сум во тек дури ни законското решение го немам видено како предлог. Така да би било од мене несоодветно да го коментирам нешто не сум го прочитал, и кои се позициите на едната и на другата страна. Видов нешто по медиумите во поглед на доказите дали се користат или не се користат, но знаете, крупните прашања обично се важни, но ѓаволот е во деталите. Да. И обично се заглавува на деталите. Видите дека и во Пржино била слична ситуација. Имавте предлози кои што сега би ги прифатиле да можете во првичните форми кои се давани? Пржино имаше ситуации во кои што првите предлози што сме ги одбиле, потоа сме ги нуделе, па не биле одбиени. Имавме и таква ситуација. И се обратно, нормално, некојаш и од СДС имаше таква ситуација, некојаш од нас, тоа беше многу сложен. Какви ви се односите денеска со господинот Груевски? Се слушате ли, сте во некаков контакт? Не, комуникација. Во кој период ви пукнаа односите? Па уште додека беше председател на партија, прекинавме комуникација, има некои лични причини кои што не би ги коментирал. Ја нема си дозволам никогаш да зборам, да кажам лошо против него, без разлика. Сепак без разлика е многу важна запирка. Сепак сме работеле заедно. Долго време, така ми дал шанса да работам, да постигнам некои резултати, сме били и во добро и во лошо. Но ете, има некои причини за кои што не би сакал да зборам, поради кои не сум во комуникација со него веќе. Со господинот Мијалков? Па со него мислам дека имавте едни проблематични односи при крајот и така натаму. Баш околу изборот на Мицкоски, ако не се лажам. Вие и на таа тема и сте говореле. Да. Имавте разлики околу тој тип. Да, тогаш јас се залагав за еден друг концепт на колективно председателство од 5 луѓе кои што ќе направат реформи во партијата, овие реформи, сега што ги говорев, промена на статут, демократизација, зашто мене ми беше ставот тогаш подобро е да ги направиме сами, него утре да ги правиме под притисок и по нечии барања. Така, како Македонија оди по патот кон НАТО и ЕУ подлабоко, така и од нас ќе има поголеми очекувања. Кога влагаш ти во една меѓународна организација, како НАТО и ЕУ, предаваш еден дел од суверенитетот на државата таму. И таму има очекувања кои што и партиите и државата мора да ги исполни како стандард избор. И сега подобро е ние тоа сами да го направиме, онака како што мислиме и како што е добро за партијата и да биде тоа поздравено, отколку тоа да биде направено потоа под некаков притисок и така натаму. Тоа ми беше ставот тогаш. Да ве прашам, и денеска ги мислите ставот. Да ве прашам, како да го поставам прашањето, како ги доживеавте бомбите? Дали се, ајде директно ќе ве прашам, се скандализиравте ли од количеството на разноразни работи кои што се разговарале на телефона, од кои што човек чисто и на људска линија понекогаш може да се чувствува непријатно, да не кажем да се засрами? Бомбите не смееше да излезат. И тоа е една од
Да, ма грешките кои што ги направивме. Немаше, се извинувам, немаше да паднете од власт. Ќе бевте вие денеска се уште министер, предпоставувам. Не. Сакам, не е поентата да не излезат бомбите у смисла да тоа, не знам, се затвори некој, се одземаат или нешто, него требаше да се најде начин во една таква ситуација, кога имаш таков радиоактивен материјал, тоа е радиоактивен материјал, да го извадиш на површина и на еден начин да се девалвираш и себе и државата и се. Колку што ми е мене познато... Една паралела да ви направам. Добро. Мислам дека Заев се обидуваше на почетокот токму тоа да го преговара со Груевски. Па потоа стигнавме до жолти комбиња, апсења и пучеви. Тоа меѓу нив двајца веројатно било и тоа треба да видиме мемориите на едниот и на другиот. Кои биле првичните разговори, што разговарале на таа тема. Но кој сакате човек земете го на планетава? И папата лично ако сакате. Да, за папата би било многу интересно да му се слушнат разговорите на телефон. Слушајте го определен временски период, 5 години, извадете ги најинтересните разговори и ќе мислите дека е ѓавол. Значи, тоа е... Ве разбирам. Ама гледайте што е акцентот во оваа реченица што кажувате, слушајте го. Вие ги слушавте луѓето. Вашата власт. Вашите служби, сега е тоа веќе јасно, ги ставија под меѓу другото и вас и семејството. Тоа не можам да потврдам дека е се уште јасно, затоа што се уште ја немаме видено пресудата. Ајде да се држиме до презумпцијата на невиност. Дека нема да презумпција да правиме, ама мислам дека падна овие теории за жолти комбини. Да оставиме во судскиот процес да се докаже кој и како прислушкува, па потоа можеме да правиме вакви констатации или да идеме во тој правец. Сепак не би одел се уште во тој правец. Добро, не сакам да ве туркам, бидејќи гледам дека ви е непријатно за тоа да говорите, но мислам дека во еден момент ќе треба да се соочите со тоа. Не знам дали тоа сте го, како да ви кажам, јас познавам луѓе кои има во таа ваша влада, јас вас не ве познавам многу, меѓутоа има луѓе кои ги знам подобро од вас. Да мене ми се случи да мојот шеф, премиер и неговите служби и така натаму ме стават под таков третман, па тоа веднаш доаѓа до расчистување на односите истиот момент. Никој не собра сила тоа да го направи. Сите вие си ја подвиткате во опашката и гледам се уште се возите на пресумпција на невиност. Ние ќе причекаме уште неколку месеци. Не се возиме, сепак тоа е еден принцип кој што мораме да го почитуваме. Добра, ако се испостави на крај дека сепак тоа го правеле службите и ќе таа приказна се повеќе се заокружува, кој ќе ви биде чувството? Тешка разочараност. Тешка разочараност. Да. Дури од овој ваш пријател, колега Груевски, кој што има увид во тоа и така натаму, тоа е неспорно дека... Не знам кој ќе биде осуден, така и дали тоа ќе се докаже. Но, ако се докаже дека тоа е направено, да се докаже, зборам со правосудна пресуда, ако дека тоа е направено од луѓе од ВМРО или по наредба на луѓе од ВМРО, ви кажувам дека ќе биде многу разочаран. Добро, да ве вратам во времето пред да избие аферата. Да речеме дека тоа, без да ја нарушуваме презумија, хипотетично дека тоа сепак го правеле службите под наредба на Груевски. Што се политичките последици од тоа? Тезата ми е дали ВМРО не ги изгуби инстинктите политички затоа што се подпре многу на материјали кои што можат се да слушнат кој како размислува. Вие сте биле шеф на изборен штаб. Вие сте добивале може би не сте добиле материјали од пред, но реално вашите луѓе кои што работеле во позадина на анализи имале увид што разговара кандидатот на опозицијата со председателот на опозицијата. Не сме имале такви анализи. Па зашто би биле прислушкувањата ако не за тоа? Не сме имале такви анализи. За бизнис и само за што? Не знам. Дај да видиме да почекаме. почекаме. Знаете како, ако јас имам таков увид со прислушкување во опозицијата, па не ми е тешко да ги прогнозирам сите потези и да ги правам сите мои потези однапред смислени. Дали тоа на извесен начин не ги уби инстинктите во партијата, кои што се секогаш важни во политиката? Тоа значи да има некоја линија која не се гази, тоа значи понекогаш и чувството да ви каже што треба, тоа значи некакви морални стандарди врз кои не се гази и така натаму. Дали тоа не беше едно самоубиство, да кажем, и на тој вид на политички инстинкт во самата партија? Една комоција во која што живееш во една виртуелна реалност и мислиш дека си недопирлив. Хипотетичко. Знаете зашто ви го поставам ова? Зашто вие знам тезата за моќта со суетата. Да, вие разбирам логиката. Вие говорите таа кога ќе се спојат моќта со суетата, дека тоа дефиниција за криза. Не е ли ова принципот по кој се доаѓа до таа ситуација? Оти неограничена моќ со таква суета, потоа е рецепт за катастрофа. Да, рецепт за катастрофа. Ова е една многу хипотетичка ситуација сега. Вие разбирам логиката
И нормално, ако се базираш на такви разговори кои што ги знаеш, ги слушаш и така натаму, сигурно дека полесно ќе можеш да донесеш некоја одлука, но не сум убеден дека било така. Ама еве да почекаме да видиме. Не сакам да верувам, можеби, не знам. Не, малце не сакате да верувате. Можеби. Но како да ви кажам, да почекаме, да видиме што ќе се случи. А ако се докаже такво нешто, тоа е многу сериозно. Ќе има и ден по тоа. Јас знам што ќе рече вашата партија. Вашата партија ќе рече дека тоа политички процес у кој се измислени доказите и дека тоа и така натаму. Јас повеќе прашувам на едно приватно Мене друго ме секира. Мене ме секира што ова не е прв пат. Меѓу другото, освен обемот на кој е правен, ова не е прв пат, да. Не, еднаш излезе Прашање голема дали тула. ќе биде последен пат. Еднаш излезе голема тула, втор пат излегува бомбите. Трет пат не смееме да дозволиме да излезе. Ако трет пат излезе, клjuč треба да си ставиме. Па еве сега се бавиме со сите овие реформи на тајни служби, Значи, на ОТА, на едно друго, баш заради тоа. Точно. Што треба да се направи, трет пат ваква работа во Македонија не сме да се повтори. Вакви материјали да излезат или да се креираат. У смисла да се створат. Господине Тодоров, имате ли вие политички амбиции? Што понатаму? Еве, гледам дека сте се уште заангажиран со идејата да се реформира партијата, гледам дека тоа со енергија го говорите, не е тоа баш така се некаква аналитичка дистанца, па имате ли вие политички амбиции да се вратите и да се обидете? Ако се реформира партијата, тоа за мене ќе биде, како да кажем, остварување на една моја визија, на еден мој сон. И дали ќе бидам дел од тоа реформирано ВМРО или демократизирано ВМРО, у смисла на дали ќе бидам дел од врвот на партијата или не, па и не е толку важно. Поважно ми е да се направи ова. Затоа што кога ќе тргне од ВМРО, ќе мора да се направи од другите партии. Да. Ќе мора да се направи во СДС, ќе мора да се направи во ДУИ, ќе мора да се направи во ДП, кај села, во БЕСА, таму уште и потешко може би да биде. Сега ние збориме, знаете, збориме за ВМРО, ваква недемократски одлуки, не знам, исклучувања, вака се бира председател така, ама јас зборам за визија која што сериозно ќе дигне летвицата за другите партии. И тоа е она што јас сакам да го видам. А после другите што ќе направат, ќе видиме. Дали може и во закон да се интервенира малце, па да се постават таму некои стандарди минимални. Па гледам дека се интервенираше за финансирањето. Тука тоа беше се одлична дојде. работа. Да, во ред, ама тука се дојде одма до заеднички став, компромис. Не трае многу преговорите, кога се пари упрашање. Тоа го отворивме уште во Пржино. Јас го зборев со представници од СДС тогаш. И многу се залагав за тоа. Знаете зашто? Тоа е најважно за партијата во опозиција. За да не биде жртва на некои матни типови кои што ќе дадат малце, ама доволно додека си во опозиција, за да земат многу кога ќе дојдеш на власт. И на овој начин, со вакво државно финансирање или буџетско финансирање на партиите се на еден начин спасени од такви типови кои што као лешинари се вртат околу опозициона партија и чекаат да дојде нивното време. Тоа се согласувам. Така да, тоа е одлична работа што е направена, одличен чекор напред. Се разбира, доколку не преовлада нечија алчност или нешто, тоа е нешто друго. Никола Тодоров, благодарам за вечерашниот разговор. Не ги отворивме сите теми. Моите пријатели ќе ми се налутат, ќе речат многу беше нежен и така натаму, тој заслужува повеќе да му ја истражаш главата, но ја сум заинтересиран да видам една размисла што понатаму со опозицијата, бидејќи се плашам дека вака во оваа ситуација во која се наоѓа се кочи целата земја и самата опозиција не успева да конструира една своја приказна во која што ќе има поконструктивен однос. Благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата. А вам, почитувани гледачи, ви предпорачувам да останете со РНТВ, бидејќи сте ова вистинската фреквенција. По мене следува колегата Борен Јовановски, кој што ќе има разговор со легендарниот Горан Бреговиќ. Така што останете со него, ќе имате добра забава и во наредниот час. Јас сум Сашо Ордановски, ова е Печат на неделата, се гледаме следната среда.